Почитувани граѓани, почитувани новинари. Има голема разлика која што овие денови стана уште повидлива. СДСМ работи за граѓаните, се грижи за стандардот и се справува со кризата. ВМРО ДПМН се обидува да кочи, да блокира на штета на државата и на граѓаните. Во време на најголема светска економска криза, владата предводена од СДСМ и парламентарното мнозинство спроведуваат ефикасни решенија за заштита на животниот стандард и помош на компаниите. Мерките вредни 400 милиони евра даваат резултат. Во периодот од само 2 месеца ја зголемивме минималната плата на 18.000 денари. Обезбедивме дополнителна финансиска помош од по 1000 денари месечно за пензионерите и примателите на социјална помош, а заедно со Сдруженијата на пензионерите договоривме нова методологија за рекорден раст на пензиите. Во време на криза ги намаливме трошоците на семејствата и компаниите преку намалувањето на данокот од додадена вредност и акциза за горивата и преку субвенционирање на цената на електричната енергија. Покрај минималната и просечната плата успеавме да ја зголемиме до речиси 30.000 денари. И додека СДСМ ги зголемува платите и пензиите и помага на економијата, ВМРО ДПМН се противи на секој денар кој завршува назад кај граѓаните и компаниите. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски се противеа на зголемувањето на минималната плата, на покачувањето на пензиите, на проектот Мој ДДВ, се противеа на поголемите субвенции за земјоделците. Од таквото антинародно однесување ВМРО ДПМН не се откажува. Наместо конструктивност и соработка, пратениците од ВМРО ДПМН се обидоа да ја блокираат работата на собранието и да кочат важни закони за граѓаните. Помина една недела и ништо не се постигна. Само се одолговлекуваше усвојувањето на дневниот ред. На крајот се загубија драгоцени денови на сметка на граѓаните, но дневниот ред се усвои и собраниската седница продолжи. Не доби ВМРО ДПМН ништо, ниту нешто постигна. ВМРО ДПМН само потврди дека се однесува неодговорно. Во време на криза се обидува да ја закочи работата на институциите и да нанесе штета на граѓаните и домашната економија. Но тоа не се случи. Блокадата не успеа. СДСМ заедно со парламентарното мнозинство и граѓаните тоа не го дозволи. Ќе ги надминеме сите обиди за блокада на опозицијата и потребните законски решенија ќе бидат донесени. Ви благодарам.